Од авиони, радари и бродови на Балтикот, НАТО ќе ги следи најголемите руски воени маневри од 2013 година со, како што наведуваат представници на Алијансата, мирност и доследност. Сепак некои изразуваат нервоза, оценувајќи дека Москва ја тестира способноста да поведе војна против Западот. НАТО верува дека маневрите наречени Запад 2017 во Белорусија, Балтичко море, Западна Русија и руската енклава Калининград започнале многу порано од денешниот официјален почеток. Исто така се додава дека тие биле поголеми отколку што најави Москва, односно со над 100.000 војници. Освен тоа, представници на Алијансата сметаат дека во вежбите се вклучени и ракети кои може да носат нуклеарни боеви глави. На вежбите, како што се додава, се симулира конфликт со Алијансата предводена од Соединетите држави. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во минатата недела за време на посетата на Естонија изјави дека Алијансата останува смирена и будна во врска со овие маневри. Но литванскиот министер за одбрана Раймундас Кароблис е помалку оптимистичен, наведувајќи дека вежбите би можело да предизвикаат случаен конфликт, што Москва би го искористила за да стационира трупи во Белорусија. The major concerns or worries which we have are related with lack of transparency from Russian and probably Belarus side. It is clear that significantly more troops will participate in the Zapad exercises than notified. Некои западни официјални представници, меѓу нив и командантот на американските сили во Европа, генерал Бен Хоџис, изразија загриженост дека Русија би можело да ги искористи маневрите како тројански конј за да влезе во Полска и во Балтичките земји. Кремљ цврсто ги отфрли ваквите наводи, но НАТО е недоврлив со оглед на руската анексија на Крим во 2014 година и на интервенцијата во Сирија една година потоа. За време на руските вежби и НАТО изведува неколку помали маневри, вклучувајќи ги и снайперските вежби во Литванија. Во меѓувреме во Шведска, која не е членка на НАТО, се одржуваат најголемите воени маневри во последниве 20 години.